Поштовани представници на медиумите, добре дојдовте во владата на Република Македонија. Денеска е наред третата поред тематска пресконференција Буџет 2018 година. Гостин во владата е министерот за земјоделство, водостопанство и шумарство, господинот Лјупчо Николовски. Министре, повелете. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани присутни, унапредувањето на земјоделството преку зголемување на обработливите површини и производството е еден од клучните приоритети на новата влада. Затоа при креирање на предлог буџетот за 2018 година за секторот земјоделство посветивме големо внимание на мерките преку кои што ќе ја постигнеме оваа цел. На денешната пресконференција ќе го презентирам вкупниот буџет за секторот земјоделство. Овој сектор подразбира неколку институции кои што имаат посебни буџети, но сите имаат важен придонес во развојот на земјоделството. Конкретно тоа се Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Платежната агенција, Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството, Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделство, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Управата за хидрометеоролошки работи. Вкупните основни предлог буџети на овие 7 институции од областа за следната година се 10,1 милијарди денари. Предлог буџетите на овие институции се планирани така да може да обезбедат сервисирање на тековните потреби на секторот земјоделство, пред се на земјоделците и агробизнисмените, а по принципот на домаќинско и рационално трошење. Сумата за секоја ставка е планирана според потребите, онолку колку што покажаа анализите дека реално се потребни пари за одреден земјоделски сектор. Основниот буџет на Министерството изнесува околу 643 милиони денари. При креирањето се посвети особено внимание на финансирање на клучните проекти преку ставката капитални расходи, особено во делот на системите за наводнување, непречено сервисирање на тековните обврски за исплата на плати, камати, кредити и членарини во меѓународни институции и организации, финансирање на клучни програми преку ставката субвенции и трансфери и кратење на непродуктивните трошења. На инфографиконот се забележува дека најголем е предлог буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, или 8,6 милијарди денари. Од оваа сума, 8,4 милијарди денари се предвидени за директна поддршка, директна финансиска поддршка во земјоделството и за руралниот развој. Со планираната директна финансиска поддршка од 6,6 милијарди денари ќе го унапредиме и зголемиме земјоделското производство и ќе овозможиме навремена и неселективна исплата на субвенциите, тогаш кога на земјоделците им се најпотребни. Преку програмата за рурален развој ќе инвестираме над 1,8 милијарди денари во создавање на производи со висока додадена вредност, модернизирање на агросекторот и развојот на руралните средини. Во споредба со ребалансот на буџетот од оваа година, за следната 2018 година обезбедивме 4 пати поголем буџет за програмата за проширена репродукција на шумите. Поточно 21 милион денари ќе намениме за зголемување и заштита на шумскиот фонд. За 50% ја зголемуваме сумата за заштита на растенија, семе и саден материјал, со што ќе го зголемиме фитосанитарниот мониторинг во државата. На тој начин обезбедуваме поголема сигурност на примерните земјоделски производи во однос на присуството на штетни организми, што е важно за поголем извоз на европските пазари и обезбедување на висок квалитет и безбедност на примерните земјоделски производи. За 60% ја зголемуваме сумата во предлог буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство за програмите на ветеринарно-здравствената заштита и за безбедноста на храната. Овие програми се од исклучително значење за здравјето на животните, како и за здравјето на луѓето преку обезбедување и гарантирање на квалитетни и безбедни производи за храна. Од друга страна, водејќи се од главните начала на владата, за половина милион евра ги намалуваме непродуктивните трошења, како што се расходите за патни дневни трошеци, затоа што нашата цел е јасна, парите ги враќаме назад кај граѓаните. Почитувани, со предлог буџетот за секторот земјоделство ќе обезбедиме целосна, навремена и неселективна исплата на субвенциите во земјоделството, поголемо производство на домашните квалитетни и безбедни земјоделско прехранени производи, ќе го вратиме достоинството на македонскиот земјоделец, затоа што само така ќе направиме македонскиот аграр да биде модерен, конкурентен и да биде по европски стандарди. Благодарам на вниманието.
Повелете со прашање, колеги, да го кујаме, да молам само микрофонот. Кај ставката за непродуктивни трошења, само за патните трошоци има намалување? Сам кои други? Само тоа Целосно се намалуваат, како што тоа го направивме и со ребалансот на буџетот оваа година, и во делот на она што го затекнавме, дополнителни часови за работа кои што биле плаќани едно 10 пати повеќе од тоа што го правиме сега, да се правеше во првите неколку месеци, по било кој основ непродуктивните трошења во рамки на Министерството се кратат и во тој дел се и анализите кои што ги правиме со службата за општи заеднички работи, во делот на договорите кои што ги има Министерството и со оваа служба, буквално на секој еден можен начин сите трошења во Министерството кои што се непродуктивни, кои што се за патни, дневни трошоци, за дополнителни часови преку време на работа се намалуваат, односно со правилниците кои што веќе ги донесовме во јуни-јули оваа година, а тоа беа 5 правилници за внатрешните трошења кои што ги прави Министерството, со кои што многу строго се регулираат постапките, дали се за патни трошоци, дали се за хотелско сместување, дали се трошењата кои што ги имаат функционерите по однос на службените картици што ги имаат. Ја само еден пример ќе ви дадам. Во првите 5 месеци досега, во кој што сум на позицијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, направивме анализа на службените трошења на службената картичка, која што ја има Министерството. Во истиот период минатата година се направени трошења од 16.000 евра и во истиот период во овие 5 месеци се направени трошења испод 200 евра. И тоа е дополнително кратење на сите трошоци кои што ги прави Министерството, заради тоа што донесовме строги правилници за начинот на регулирање на овие постапки и строги процедури кои што дополнително ги донесе Министерството. Министре, колку невладини организации се пријавија на јавниот повик кој што заврши пред 2 дена и зошто има потреба државата да ги финансира овие невладини организации кога има државни тела кои што може и имаат истата улога, како што е на пример Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството? Вака. Едукативната и информативна улога во делот на земјоделското производство е една од основните работи на кои што мора да се посветиме во целиот овој период, ако сакаме да дојдеме до модерно, развиено и конкурентно земјоделство. Токму од тој аспект и од аспект на зголемената апсорбција на средства која што мораме да ја направиме од ИПАРД фондовите, а и од други фондови. Паралелно во овие неколку месеци Македонија преку Министерството за земјоделство иницираше и акредитација во Зелениот климатски фонд на Организацијата на Обединети нации, која што после долги години е направено и каде што добивме низа на можности каде Македонија мора да аплицира. Односно се отворија нови можности, како една ја потенцира. И исто така паралелно Министерството е целосно насочено кон решавање на проблемите кои што ги имаме во платежната агенција, се поврзани со ИПАРД средствата, односно искористеноста на ИПАРД. Затоа сме фокусирани и кон зголемена едукација и информираност на граѓаните и на земјоделските производители, на фармерите, на агро бизнис секторот, по делот на можностите кои што ги нуди ИПАРД програмата, се со цел да бидат што поинформирани. Од друга страна ги поедноставуваме дел од процедурите. Од трета страна сме влезени во постапка на акредитирање на нови мерки преку ИПАРД, како што е лидерот, како што е пакетот за рурална инфраструктура кој што се подготвува, а што значи нови пари кои што ќе бидат отворени и достапни за Македонија. И од друга страна, во предлог буџетот на платежната агенција можете да видите дека се предвидени повеќе пари за стручен и професионален кадар кој што треба да биде етаблиран, вработен во платежната агенција, особено во делот ИПАРД, а што е нешто конкретно барање на Брисел и на Европската Унија, се со цел да ги направиме сите предуслови да апсорбцијата на ИПАРД средствата ја подигнеме на многу повисоко ниво. 4 милиони евра се искористени од 100 милиони во овој период. Околу 12 огласи кои што биле распишани во претходните години во ИПАРД 1, имаме поварување од 58 милиони евра. Сега во еден оглас имаме поварување за 60 милиони евра преку ИПАРД
ИПАР 2. 2018 година ќе биде клучна во овој дел. Јас сум убеден дека овој процент на искористеност навистина ќе биде многу повисок, но затоа ни потребна многу поголема едуцираност, информираност и за процедурите, но и за генерално за производството кај земјоделците. Од друга страна, не сум задоволен од капацитетот кој што го има Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството. Ние направивме детални и длабински анализи. Јас и неколку пати држав состаноци токму во Битола. И тоа е агенција која што мора да се врати на едно високо професионално ниво и која што ќе биде посветена токму на улогата за која што е формирана. И се надам дека 2018 година ќе ги зголемиме капацитетите и на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, која што сега не е на ниво на задачата во овие клучни периоди во кои што правиме се да отвориме и нови фондови, и нови перспективи, и нови можности кои што треба да влезат во македонскиот аграр и земјоделство. Од тој аспект, уште со ребалансот на буџетот на Министерството и беа доделени дополнителни средства. Со ребалансот кој што го имавме 2017 година, впрочем, и го зголемивме, за разлика од други сектори, буџетот на земјоделскиот сектор и со 2 милиони евра повеќе за субвенции за директни плаќања, но и со оваа програма која што како капитални трансфери кон невладини организации и издруженија влезе со самиот ребаланс. Програмата беше усвоена на влада, беше објавена најтранспарентно во 3-дневни огласи и јас сум импресиониран од бројот на апликации, но и од квалитетот на апликациите кои што невладините организации го понудија, а ќе биде во функција на информираност, на едукација и на зголемувањето на степенот на самата едуцираност и пристапот до информации кои што земјоделците мора да го имаат за да ги искористиме средствата кои што ни стојат на располагање. Во тој контекст би рекол дека до денес се пристигнати над 80 апликации од различни невладини организации кои што искористија оваа можност која што дополнително владата ја понуди оваа година. Министре, апропо врнеживе, овие неколку динови, има ли до сега пријавено некакви штети од земјоделци? Јас утро бев во Министерството. Секторите функционираат во рамки на Министерството. Во постојан контакт сме со Управата за хидрометеоролошки работи. Информациите до сега од Управата за хидрометеоролошки работи немаме добиено официјални потврди со кои што се потврдуваат климатски настани, кои што се причинители на одредени штети во земјоделскиот сектор. Затоа ќе бидеме тука денес во Скопје да ја следиме состојбата Министерството и Управата за хидрометеоролошки работи веднаш штом ќе добие соодветни сознанија, односно официјални потврди, ќе може соодветно како што тоа го направивме во претходните неколку месеци да ги покрене сите процедури кои што се наша надлежност и наша обврска на Министерството и на Управата.